Како што наближува денот на референдумот, поддршката за членството на Македонија во ЕУ и НАТО е во постојан раст. Ова го покажуваат податоците на новата анкета на агенцијата Рейтинг спроведена по барање на 1 ТВ. Дури над 78% од испитаниците рекле дека ги поддржуваат евроатлантските интеграции, што представува највисока поддршка за последната половина година, кога беше потпишан преспанскиот договор, кога околу 66% од граѓаните ги поддржале ЕУ интеграциите. Што се однесува до конечната спогодба со Грција, речиси половината од прашаните граѓани, дури 48%, одговориле дека можело да се постигне подобар договор во иднина, додека пак 32% се задоволни од постигнатото решение. Нешто повеќе од половина или речиси 53% од граѓаните според ова испитување сметаат дека Македонија се движи во правилна насока, додека пак 1/3 или 34% не го делат нивното мислење. 10% од испитаниците пак сметаат дека земјава е во статус кво, односно не се движи ниту во правилна, ниту во погрешна насока. Сличен е односот во бројките на испитаниците кои се задоволни, односно незадоволни од работата на актуелната владина коалиција. Мнозинството граѓани смета дека референдумското прашање е јасно и недвосмислено. Со ова тврдење се согласуваат 57,1% од испитаниците, додека пак не се согласуваат 32,9, речиси 3%. Останатите не биле сигурни или одбиле да дадат одговор. Испитаниците биле прашани и за коментар за референдумската кампања и контракампања, при што се забележува дека поддршката за кампот за бојкот речиси беззначителна, односно ја поддржуваат само 28% од испитаниците. Агенцијата Рейтинг извршила и мерење на рейтинзите на политичките партии, при што резултатите покажуваат предност на СДСМ пред ВМРО-ДПМНЕ. Доколку утре се одржуваат парламентарни избори, СДСМ би освоила 23,9%, ВМРО-ДПМНЕ 19,2%, ДУИ 5,6%, ДПА 1,6%, Беса на Африм Гаши 1,5%, Беса на Билал Касами 0,9% и Унија на албанците 3,0%. Останатите партии имаат под 1%. Како неопределени се изјасниле 36,1% од анкетираните, а 6,2% рекле дека нема да гласаат. Анкетата е спроведена по пат на интервју лице в лице на репрезентативен примерок од 1066 испитаници во периодот од 11 до 16 септември.